Амандманот се предлага со цел да се обезбедат средства во висина од 400 милиони денари за изградба на уште една регионална депонија во Скопје, како би се намалило енормното загадување на почвата и амбиенталниот воздух во Скопскиот регион. На тој начин би се решил и постојниот проблем со депонијата во населеното место Новосело во општина Ѓорче Петров, во која живеам јас, и би се намалило ова загадување и во Скопскиот регион. Благодарам. Го молам заменик министерот за финансии да се произнесе по амандманот. Амандманот со оглед на тоа дека е практично идентичен со претходниот и со истото образложение не се прифаќа. Отварам расправа по амандманот кој ба разбор пратеникот Бојан Стојановски. Благодарам за објаснувањето заменик министер, кое што е се, ама не е исцрпно и содржајно и доволно аргументирано, но ќе се обидам еве преку можноста која ми е дадена согласно деловникот за работа во комисиите да ги убедам колегите пратеници зошто треба да го поддржат овој амандман со посебен осврт на градот Скопје и особено населеното место кое што јас живеам. Имено треба да се прави симбиоза помеѓу здравството и екологијата, и како што напоменував изминативе 2 дена во услови кога буџетот е оптоварен со потребата за се справиме со COVID-19 пандемијата и бројките кои што се повисоки, сметам дека треба да се обидеме да го спречиме вирусот на секој можен начин, а еден од тие начини да биде и екологијата, која што преку стручњаците кои што излегуваат изминативе денови може да се трансмитира и преку PM10 честичките. Имено се работи конкретно за депонија во населеното место Ново село во општина Ѓорче Петров, која што е голема колку 10 фудбалски игралишта и која што е влезена во последнава година во регистарот на депонии во градот Скопје и која што сериозно претендира да ја загрози по големина и депонијата Дрисва. Таму ветено е неколку пати досега дека ќе се санира таа депонија, дека на нејзино место ќе се испланира зелениво или ќе се изградат игралишта, а она што е уште повеќе загрижувачки е дека на истата таа депонија спротивно на било кој регулативи се депонира отпад кој што е индустријски и медицински отпад, нешто за кое што има и медиуми кои што го имаат пренесено, кои што го имаат снимено и кои што го имаат дадено како прилог. Она што е загрижувачки што досега на неколку пати самата депонија со која што треба да стопанисува општината, на која што има поставени рампи и има задолжено чувар, тоест имаше, сега веќе нема, на медиуми е фатена како самата општина депонира отпад со тоа што директно придонесува за загадување на населеното место Ново село, а преку тоа и на општината Ѓорче Петров. Но ова е проблем кој што го тангира и цело Скопје заради тоа што кога ќе се запали таа депонија, преку течението на реката Лепенец го носи воздухот и до центарот на градот, а и е ефектирана општината Карпош, нешто кое што може да се забележи преку мерните станици, дали на Министерството за животна средина или на апликацијата Мој воздух. Значи, попластично да објаснам, кога ќе се запали депонијата преку течението на реката Лепенец, навлегува и во центарот за градот и во на општината Карпош, затоа верувам дека како пратеници треба да смогнеме сили заради тоа што градот Скопје преку зимските месеци е најзагаден, можеби еве ги руши рекордите и на светско ниво, така да смогнеме сили и да го решиме овој проблем. Прво ќе биде добар за целиот градот Скопје, а особено ќе го реши најгорливиот проблем од аспект на екологијата и на општина Ѓорче Петров. Истражував дали сумата може да се обезбеди, да може, заради тоа што депонијата која што ќе се гради во источниот регион на државата чини околу 40 милиони евра, додека оваа би чинела само 6 милиони евра. Како што кажав, се надевам дека сите пратеници ќе го поддржат овој амандман, заради тоа што е, верувам, добро аргументиран од моја страна и може да се смогнат и финансиски средства за ова и да се реши проблемов кој што го тангира цело Скопје со особен осврт на општините Ѓорче Петров и Карпош. Ви благодарам. Реплика бара пратеничката Даниела Марковска.